ајде да зборуваме за една од најважните, ако не и најважната, задача во светот на сајбербезбедноста. Зборуваме за триажа на предупредување. Ова е, знаете, онаа основна вештина што апсолутно секој аналитичар во еден безбедносен оперативен центар, или СОК, како што го викаме, мора да ја има во малиот прст. Замислете го тоа како првата линија на фронтот во дигиталната одбрана. Значи, замислете си ја сцената. Нема трепкачки светла, нема гласни сирени. Но во дигиталниот свет, еквивалентот на тоа што туку се случи. На екранот се појави критично предупредување. Што сега? Може би е само лажна тревога, нели? Но што ако не е? Што ако е почетокот на огромен пробив? Епа, токму таа разлика, да се открие дали е ништо или е катастрофа, тоа е секојдневната работа на еден аналитичар од прво ниво. Добро, ајде да разјасниме нешто. Се, ама баш се, започнува со тоа предупредување. И ова не е како нотификација од социјалните мрежи. Не, ова е многу повеќе. Тоа е сигнал, еден единствен сигнал кој успел да се пробие низ вревата од милиони и милиони беспасни настани кои се случуваат секоја минута. Тоа е всушност првата трага, почетната точка за една потенцијална истрага. Океј, сега да навлеземе малку подлабоко. Големиот предизвик овде, верувале или не е тоа што немаме доволно податоци. Напротив, проблемот е што има премногу. Како тогаш еден аналитичар да ја најде иглата во сено? Како да го пронајде тој еден злонамерен настан меѓу милиони сосема легитимни? Па одговорот лежи во еден многу паметен процес, што го нарекуваме инкап за предупредување. Еве, како функционира таа инка? Се почнува од врвот, каде што имаме милиони, буквално милиони на обработени настани. Зборуваме за секое можно најавување, секое преземање на датотека, секој клик. Сето тоа се запишува во илјадници логови. Рачно да се прегледа ова? Апсолутно невозможно. И токму тука на сцена стапуваат специјализирани алатки како SIEM. Овие системи се како супер паметни филтри. Тие ја отстрануваат целата таа бучава. И на крајот ни остават само неколку десетици предупредувања. Тоа се сигналите. Она на што навистина треба да се обрне внимание. Добро, инката си ја заврши работата. Сега пред нас имаме предупредување, но што правиме со него? Треба да го разбереме, нели? Секое предупредување е како мала загатка, полно со дигитални траги. Клучот е да се знае како да се прочитаат тие траги. Ајде заедно да ја разглобиме анатомијата на едно такво предупредување. Значи, секое предупредување ни дава некој почетен контекст, нешто од што може да почнеме. Прво, имаме име. Тоа е како наслов. Накратко ни кажува што се случило. Например, невообичаена локација за најава. Веднаш е јасно. Потоа, сериозност. Ова е клучно, ни кажува колку е итно. Може да биде ниско, но може да биде и критично. Статусот ни покажува до каде е истрагата, дали е ново, дали некој веќе работи на него. И на крај, пресудата. Ова е конечниот заклучок. Дали беше вистинска закана или само лажен аларм? Секој од овие делови е парче од сложувалката. Супер! Сега знаеме да читаме предупредување. Ама што ако имаме цел ред полн со нив? Кој да го зграпчиме прво? Епа има еден едноставен, но апсолутно клучен процес во 3 чекори. Прво, филтрирај. Гледај ги само новите предупредувања. Нема смисла да се работи на нешто што некој друг веќе го работи. Второ, подреди по сериозност. Ова е логично, нели? Прво се гасат најголемите пожари. Значи, критичните одат на врвот. И трето, ако имаме повеќе предупредувања со иста сериозност, подреди по време. Го земаме најстарото прво. А зошто? Па едноставно е, ако тоа е вистински напад, тоа значи дека напаѓачот е веќе некое време во системот. И сега, доаѓаме до срцето на целата операција. Го имаме нашето предупредување. Го избравме од редот. И сега, што правиме со него? Токму тоа е работниот тек на триажата. Еден методичен, чекор по чекор процес, кој го води аналитичарот од онаа почетна фаза на што е ова? Па се е до конечниот заклучок. Процесот на високо ниво изгледа вака. Прво, почетни дејства. Ова значи дека некој го презема предупредувањето, си го доделува на себе и го менува статусот во тек. Така целиот тим знае дека на ова се работи. Потоа следува најинтересниот дел – истрагата. Тука почнува вистинската детективска работа, анализата на активноста. И на крај,
конечни дејства. Се носи пресуда, се додава детелен коментар што е откриено и случајот се затвора. Едноставно, нели? Сега, може би се прашувате, дали аналитичарите од прво ниво се оставени сами да сватат се? Апсолутно не. За повеќето вообичаени типови на предупредувања постои нешто што се вика сок прирачник, или плейбук, или ранбук, како сакате. Замислете го ова како детален рецепт за готвење или како контролна листа за пилоти пред полетување. Тој прирачник ги дефинира точните чекори што треба да се следат и така се осигурува дека секоја истрага е темелна и доследна, без разлика кој аналитичар ја спроведува. Ајде да земеме конкретен пример. Да речеме дека имаме предупредување за нетипично најавување. Што вели прирачникот? Чекор 1. Збогатување. Ова значи собирање повеќе информации. Кој е овој корисник? Дали доаѓа од IP адреса која е на некоја црна листа? Значи, го градиме контекстот. Чекор 2. Истрага. Добро, сега да ги погледнеме логовите. Што точно направил овој корисник веднаш откако се најавил? Дали пристапил до некои чувствителни датотеки? И чекор 3. Ескалација или потврда. Врз основа на тоа што сме го нашле, одлучуване. Дали ова изгледа доволно сериозно за да го пратиме на аналитичарот второ ниво, или може би е доволно само да му се јавиме на корисникот и да прашаме: "Еј, дали ова навистина беше ти?" Во ред, истрагата е готова, сме ги собрале сите докази. И сега доаѓа моментот на вистината, најважниот дел – пресудата. Ова е точката каде што аналитичарот од прво ниво треба да донесе одлука за судбината на ова предупредување. Дали е ова нешто вистинско, вистинска закана, или е само уште еден лажен аларм, само бучава? Во основа имаме две главни можности. Од една страна имаме вистински позитивен резултат. Ова е кога ќе го кажеме тоа: "Еурека, предупредувањето на вистина открило вистинска закана." Ова се разбира бара по натамошна акција, најчесто ескалација. Од другата страна е лажен позитивен. Ова е, едноставно кажано, бучава. Системот се активирал поради некоја сосема безопасна активност. Во тој случај предупредувањето може безбедно да се затвори. А вештината да се направи разлика помеѓу овие две тоа е она што го прави еден аналитичар добар. Има еден познат цитат кој вели: "Ако не можеш нешто да го објасниш едноставно, тогаш не го разбираш доволно добро." Ова е апсолутно точно кога станува збор за известувањето во сок. Не е доволно само да се знае дека нешто е закана. Мора да се знае и како тоа јасно и концизно да се објасни. Зошто? Затоа што добриот извештај е она што му возможува на следниот човек во синџирот, можеби аналитичарот второ ниво, веднаш, без губење време, да ја разбере целата ситуација. Па како се пишува добар извештај? Постои една едноставна рамка позната како 5 Ws. Прво, кој? Кој корисник или кој систем бил вклучен? Второ, што? Што точно се случило, кои акции биле преземени? Трето, кога? Кога започнала и кога завршила активноста? Четврто, каде? На кој уред, од која IP адреса, на која мрежа се случило сето тоа? И петто, можеби најважното, зошто? Зошто ова активност се смета за закана? Ако се одговори на овие 5 прашања, извештајот е практично совршен. Добро, но кога точно се притиска купчето за ескалација? Кога се предава случајот на повисоко ниво? Генерално постојат 3 главни причини. Прво, ако се укажува дека се работи за голем, активен напад кој е во тек. Второ, ако е потребна некаква итна акција за санација, например да се изолира заразен компјутер од мрежата. И трето, едноставно, ако аналитичарот не е сигурен, нема ништо лошо во тоа да се побара помош или второ мислење од некој поискусен. Во сите овие случаи, време е да се вклучи аналитичар од второ ниво. Сега, ајде да направиме еден чекор назад и да ја погледнеме големата слика. Целата оваа работа на еден аналитичар не се случува во некој вакуум. Напротив, секоја акција, секоја одлука, буквално секоја минута е важна и се мери. Постојат конкретни метрики кои покажуваат колку е всушност ефикасна целата безбедносна операција на една организација. Првата и можеби најважна метрика е нешто што се вика просечно време до откривање, или на англиски MTD. Што мери ова? Па го мери точно времето од моментот кога нападот започнал, па се до моментот кога безбедносните алатки генерирале предупредување. Тука се разбира помалиот број е секогаш подобар. Идеалната цел за многу организации е тоа време да биде под 5 минути. Веднаш до неа доаѓа и втората метрика, простечно време до потврда, или MTTA.
Оваа метрика директно ги мери перформансите на аналитичарите од прво ниво. Прашањето е едноставно. Колку време поминало од кога предупредувањето се појавило на екранот, па додека некој аналитичар не почнал да работи на него? Овде секоја секунда е важна, а индустрискиот стандард и целта често е тоа време да биде по 10 минути. И ова не носи до еден огромен проблем во оваа индустрија – заморот од предупредувањата. Зошто е толку важно да се управува со лажните позитивни? Замислите еден, да го наречеме, нездрав сок, каде што неверојатни 94% од сите предупредувања се само обучава. Што се случува? Аналитичарите стануваат уморни, прегорени. Почнуваат механички да ги затворуваат предупредувањата без да ги проверат темелно. И токму тогаш, во таа врева, се зголемува ризико да се пропушти она едно вистинско предупредување за реална закана. За споредба, еден здрав сок секогаш цели таа стапка на лажни позитивни да биде под 50%. И сега можеби се прашувате, зошто сето ова е важно? Па ако некој размислува за кариера во оваа област, одговорот е клучен. Совладувањето на овој цел процес, на триажата, не е само за да се заврши дневната работа. Не. Ова е темелот, основата врз која се гради целата кариера во оперативната сајбербезбедност. Ово се токно вештините, што отворат врата за понапредни улоги и за престижни сертификации како Саледен. И така, кругот се затвора. Се враќаме на почетокот. Аналитичарот што туку затворил едно предупредување било лажен аларм, но на екранот веќе се појавува следното. И прашањето е секогаш исто. Дали е само бучава или е можеби почетокот на најголемиот безбедносен инцидент на годината? Работата на аналитичарот е секогаш да биде подготвен, секогаш буден, затоа што никогаш не се знае кое следно предупредување ќе биде она што навистина е важно.